Кочани инкасира пари од концесии на минерални добра. Неодговорноста на концесионерите ја трпат граѓаните, сметаат советниците од опозицијската СДСМ. Ваквата констатација тие ја темелат на фактот што општината се пофали со буџетски приход на име концесија на минерални добра. Добро остварување секако има надоместокот од концесиите на минералните суровини, од корисниците на тие добра. Но од друга страна, воплаќа од граѓаните дека падниот правецот Пантелеј до Кочани е оштетен токму од корисниците на овие минерални суровини. Значи сепак ние приходи собираме, меѓутоа ќе констатираме дека сепак тоа е на некој начин некоја штета, треба да се надокнади истата. Во исто време, во кочанскиот буџет кој во делот на приходите е реализиран со 64%, има слаби резултати во делот на продажба на градежното земјиште. Продажбата на градежното земјиште и другите нематеријални вложувања, процентот на остварување е 45,41%. Продажбата нешто имаме послабо остварување на приходите, меѓутоа сепак тоа не зависи од нас како општинска администрација или раководство, бидејќи интересот на граѓаните е тој каков што е. Од СДСМ реакција имаат и на оваа работа. Сметам дека општината не презема никакви активности во делот на анимирање на физички лица или во делот на анимирање на правни лица кои што би требало да бидат на еден начин поканети или презентирано се што нудат капацитетите, тоест градежните парцели кои што ги продава општината. Инаку, за првото тромесечие од годината се собрани 333 милиони денари, а се потрошени 312. Од нив 55 милиони или 38% од планираното завршиле како капитални расходи.